граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, следува редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Друар читатарот Република Македонија. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, следува редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Дозволете да информирам за најновата состојба во врска со заболените со корона, COVID-19 вирусот во нашата земја, диагностиката, состојбата на пациентите, третманот. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје, за жал почина 2 лица, сакам да изразам сочувство до семејствата. Еден пациент на 91 годишна возраст кој беше хоспитализиран 8 дена и утро рано пациент на 31 годишна возраст, чија клиничка слика беше тешка, со уште по-фулминантен тек на влошување на состојбата, интубиран, поставен на респираторна машина у текот на вчерашниот ден, попладнето, меѓутоа во текот на предпладнето денеска тој за жал почина. Вкупниот број на новодиагностицирани лица во нашата земја изминатите 24 часа е 16 и сега вкупниот број изнесува 257 диагностицирани пациенти. На инфективната клиника се примени 3 пациенти од Скопје и Куманово, во моментот се хоспитализирани вкупно 49 пациенти, 7 се со потешка клиничка слика, пневмонија, воспаление на белите дробови. Во овој момент нема пациенти кои што се лекуваат на респираторна машина. Стабилна е состојбата клиничката слика на сите други пациенти ширум државата во секојдневна комуникација со матичните лекари, односно локалните болници. 2 од пациентите на клиниката тука во Скопје веќе имаат и втор негативен тест, а за уште 5 други второто тестирање се планира за текот на утрешниот ден, така да за период од 2 до 3 дена потенцијално ќе може 7 пациенти да бидат пуштени на домашно лекување, но после стигнувањето на тестовите и после повторната евалуација на нивната клиничка состојба, без разлика на тоа што 2 теста може да се негативни, ќе биде одлучено како ќе продолжи лекувањето, за што ќе информираме веднаш после евалуацијата, прегледот, односно тестирањата. Во однос на случајот со вчера починатата пациентка од Струшко, која не била хоспитализирана според информациите на инфективното оделение во Охридската болница, сакам да ве информирам дека утре директорката ќе биде разрешена, ќе биде поставен нов директор. Денеска на увид се инспектори од државниот санитарен и здравствен инспекторат за утврдување на улогата одговорност на сите други вклучени во целиот овој процес и согласно на информациите ќе се одлучува и понатаму, согласно одговорноста на луѓето вклучени во сето ова, во целиот овој случај. Во меѓувреме е покрената постапка, апелирам институциите целосно да ја спроведат постапката. Дозволете да кажем уште неколку информации во однос на организацијата на работа, пристапот, тестирањата. Следнава недела се отвараат уште 2 пункта за тестирање во Скопје и уште дополнителни по 1, согласно големината на здравствениот дом или болницата, односно 2 пункта во другите градови во државата. Новите пунктови во Скопје ќе бидат во поликлиниката Чаир, веќе од утре, а до крајот на неделата и во поликлиниката Млин Балкан, тука во Скопје. Системот на закажување тука, како и во другите пунктови ширум државата, како на дополнување на сегашните 14 пунктови кои што работат во рамките на центрите за јавно здравје, а овие нови ќе бидат во здравствените домови, ќе биде со истиот систем на пријавување преку матичните лекари. Сметаме дека е тоа идеалниот систем, заради тоа што мора да се направи евалуација, епидемиолошка анкета, евалуација на здравствената состоја, податоците и согласно тоа да се направи тестирањето.
Комисијата од Министерството го заврши увидот во сите освен една приватни институции, во двете приватни болници, Жан Митрев и Систина, во лабораторијата Авицена, во текот утрешниот ден во лабораторијата Биотек, врз основа на што ќе се направи план за искористување на тие капацитети, а во фондот, како што веќе кажавме, работа на наоѓање на модел на соработка, согласно мислењата на епидемиолозите, ќе се зголеми бројот на потребни тестирања. Согласно епидемиолошките податоци и согласно јавувањата кај матичните лекари. Спремен е системот за мобилни тестови, тој ќе почне од следниве денови тука во Скопје, пред се до места, до семејства луѓе кои што треба да се истретираат или да се земе материјалот побрзо, како систем на надополнување на системот на центрите за јавно здравје. Во текот на вчерашниот ден информиравме дека после навистина интензивна работа со Министерството за одбрана, градот Скопје, веќе е спремена подлогата до клиниката за инфективни болести, кај што ќе се постави модуларната мобилна болница од страна на армијата, и таа ќе биде со капацитет од околу 130 кревети, што значи дека капацитетот на инфективната клиника практично ќе се дуплира. Ќе биде соодветно опремена и со кревети, и со тушеви, тоалети, и со сува врска до клиниката. На тој начин ќе искористиме експертизата на луѓето, лекарите, медицинските сестри кои што работат тука, нормално со соодветни смени, со соодветно дополнување од останатиот персонал од другите клиники, кои што е веќе во фаза на стендбај, за да ускокнат во било кое време да ја поддржат работата на докторите, односно медицинските сестри на инфективната клиника. Сметаме дека ова надополнување е идеалниот начин за евентуално третирање на поголем број на пациенти, доколку се изнуди потреба, покрај веќе постојниот модел согласно искуствата во повеќе европски земји, здравствени системи кои што сметаме дека имаат слични некои карактеристики на нашиот, а тоа е системот на домашно лекување. Сакам да изразам и благодарност до сите кои што до овој момент донираа на Министерството за здравство, медицински материјали, парични средства. Ние за таа цел отворивме донацијска сметка, имаше прашање во однос на сметката, која што ќе биде јавно објавена секако во следните денови, а со согласност од донаторите во следните неколку денови ќе објавиме и листата на донатори. Сакам да кажем уште неколку зборови за карантинот. Ова се времења ситуации во кои што не треба никој да биде стигматизиран, никако заболените, а уште помалку луѓето кои што се во карантин, заради тоа што се тоа здрави луѓе, и тоа е механизам, тоа е модел кој што не штити сите нас. Тој модел мораме да го поддржиме. Тие се луѓе сместени во сосем солидни, добри услови, сите се прегледани, значи постои алгоритам кој што се прати како се постапува со луѓето кои што се сместуваат во карантините, се прегледани од интернист и од епидемиолог. До сега нема ниту еден заболен од болеста од COVID-19 вирусот. Има неколку 4 или 5 заболени лица тестирани и се негативни, заболени од обична настинка, и тие се исто така во рамките на тој карантин настрана од сите други лица. Тие наши сограѓани не представуваат апсолутно никаква опасност ниту за непосредната околина, ниту за градовите во кои што се сместени, заради тоа што се тоа целосно здрави луѓе кои што мора да го поминат овој период од 14 дена во самоизолација. Уште неколку зборови за некои други институции. Вчера диагностицираниот пациент во болницата 8 септември сега е префрлен на клиниката за инфективни болести, значи таму немаме хоспитализиран пациент, но системот е целосно спремен да прими пациент за третман од
друга здравствена услуга доколку е COVID позитивен, се уште има сосем доволен капацитет, повеќе од половина слободни кревети на клиниката за инфективни болести. Од утре започнува со организација и клиниката за кожни болести. Веќе ќе се воспостави системот на амбуланти, зашто сме целосно координирани со системот на овој мој термин. И во текот на денот денеска, еден дел и утре сите тестови ќе бидат готови од Заводот за рехабилитација во Козле, после што ќе продолжи во соодветна форма работата на Заводот, ќе информираме у која точно форма у текот на утрешниот ден или вторник и најверојатно дека ќе стане за системот кој што ќе функционираат само амбулантите. Дозволете да упатам една порака кон граѓаните. Почитувани граѓани, сакам да кажам дека пандемијата во светот не стивнува, напротив, бројката постојано расте, вирусот не заобиколи ниту една земја, не ја заобиколи ниту нашата, нешто повеќе од еден месец како за прв беше регистриран првиот позитивен случај во нашата земја и од тогаш до денес бројката на потврдени случаи секојдневно расте. Добро е што бројот на случаи се зголемува линеарно, а не експоненцијално, што значи дека секој ден имаме приближно еднакво зголемување, што се уште му дава шанса на нашиот систем за одржливост, можност да соодветно ги прими, ги амортизира сите пациенти без при тоа да бидат пренатрупани нашите капацитети. Но ние сме се уште во една форма на војна со вирусот COVID-19. Сакам да упатам јасна порака дека влегуваме во вториот месец од борбата со оваа пандемија, која целосно го промени животот, донесе страв, донесе несигурност кај сите од нас. Пред нас е најтешкиот период во кој бројот на заболени расте, ќе расте во светот, ќе расте и кај нас. Ни престои за жал период во кој што ќе расте и бројот на починати, за ова сите мораме да бидеме свесни. Денеска имаме еден млад човек кој што почина, ова е доказ дека вирусот не штеди, никој не е имун, ниту е заштитен, од него остануваше збор за најтешката можна форма на клиничка манифестација на оваа болест. Сите оние кои досега можеби не бе убедени во опасноста од вирусот и од оваа болест, сега верувам дека им е целосно јасно дека ова е многу сериозна закана, дека навистина мораме ние сериозно да се однесуваме кон неа, нема да биде лесно, затоа сакам да упатам апел сите да ги почитуваат препораките, да не се шири паника, да се однесуваме максимално предпазливо и одговорно заради тоа што ова зависи од секој, успехот во оваа борба зависи од секој еден од нас. Благодарам. Благодарам, министре. Почитувани колеги кои веќе сте онлайн, почнуваме со прашања. Телма телевизија повели. Добар ден, министре. Најпрво ќе ве прашам за пациентот на 31 годишна возраст кој починал. Како што кажавте, млад човек, може да ни кажете нешто повеќе околу неговото боледување на инфективна и кога бил ставен на респиратор и околу струга. Рековте дека таму инспектори ќе случајот од Горно Татеше, рековте дека болницата во Охрид ќе испитуваат инспектори, но дали жената која што почина како хронично болна со здравствени проблеми и контакт на доктор од Дебар кој што претходно беше болен, требало порано да биде тестирана и зошто толку долго се чекале резултатите, односно од моментот кога појавила симптоми до резултатите кога ги добиле дека е позитивна. Моите сознанија, согласно разговорите во текот на вчерашниот ден, се донесе одлука прво да биде разрешена директорката. Во однос на дел од другите прашања може да кажам дека ќе дадам конкретни одговори кога ќе заврши увидот од страна на инспекторите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој што треба да го испита целокупниот тек, постапката, комуникацијата и соматичните лекари, индикацијата за упатување кон болницата и зашто се случило тоа што беше објавено у текот на
вчерашниот ден, сега освен ова во однос на раководството на болницата, другите работи не би сакал да ги коментирам за да не бидат во сферата на шпекулациите. И во однос на помладиот пациент, еден ризик фактор е обезноста, која што тој е имал, но клиничката слика која што ја покажал и начинот на влошување на клиничката слика е практично најтешката форма на влошување која што е опишана во литературата со нагло влошување, со нагол пад на сатурацијата, односно врзувањето на кислород во текот на вчерашниот ден, веднаш поставен на респираторна машина, меѓутоа клиничка слика со практично крварење и на некој начин распад на белите дробови. Продолжуваме со прашање. Сител телевизија, повеле. Министра, спомнавте како настапила смртта кај младиот човек. Меѓутоа ме интересира, ние имаме околу 200 пациенти, барем слушајќи ги вашиве бројки, кои што се на домашно лекување, бидејќи како што кажавте се со слаби симптоми. Меѓутоа, што доколку кај некој од нив дојде до нагло влошување на состојбата, дали тие се под 24 часовен здравствен надзор? И второ кратко прашање, бидејќи сте дел од кризниот штаб во владата, сите оние лица кои што се враќаат со хуманитарните летови и одат во карантини. Не се жалат на мерката, меѓутоа се жалат на нехуманиот однос, односно по 10 часови се затворени во автобуси без право да се напијат вода, без право да извршат физиолошки потреби, па дали штитејќи не од COVID-19 ќе предизвикаме други здравствени проблеми кај овие лица? Во однос на пациентите кои што се на домашно лекување, тие се во секојдневна комуникација и со матичните лекари и со докторите во болницата. Значи, во овој момент нема ниту еден пациент на кој што е клиничката слика со средна форма. Значи, сите се сосем лесни и може да бидат во домашно лекување и затоа има и впрочем и празен капацитет. Ние го развивме системот, го дискутиравме системот за транспорт, веќе од почеток на следнава недела ќе бидат транспортирани до болница пациентите на кои што ќе биде индицирано примањето на терапијата, со цел тие да примаат во болнички услови. Еве веќе ќе биде на располагање дополнителниот капацитет од средина на следната недела, овој капацитет на мобилната болница. Во однос на карантините, значи еден сегмент е транспортот, практично организацијата околу транспортот на патниците, се што е ново воведено, се што е сега дизајнирано да биде вака за да служи во интерес на заштитата на јавно здравје, вклучувајќи го и транспортот, може да внесе недоразбирања, делумно заради тоа што е нешто што како трк не постоело до сега и јас тоа го разбирам, меѓутоа искрено верувам дека сето тоа може да се изменаџира дури и на лице место во однос на обезбедувањето на пијалоци и така натаму. Меѓутоа генерално мерката, мора да потенцирам, е мерка која што искрено верувам дека секој од нас разбира дека се имплементира со цел да се заштити јавното здравје. И дека се тоа здрави луѓе, дека треба да бидат во таква форма на изолација, дека се во консултација и по потреба во било кое време лекарски надзор, прегледи и така натаму. Нема ниту еден болен до сега, апелирав и упатив порака и во обраќањето, еве и сега тоа се здрави луѓе, нема потреба да се стигматизираат, треба да помине заради тоа што е тоа заштита за сите нас. Продолжуваме со прашање. Национална телевизија, повеле. Министра, дали 31 годишниот пациент кој што почина на инфективната клиника имал претходно други заболувања и уште едно прашање, дали епидемијата ја држиме под контрола? Денеска рековте вкупно 257 заболени и веќе 6 починати. Од епидемиолошки аспект, што значи тоа? Очекуваме уште поголемо зголемување на бројот на заболени? Во однос на ризик факторите, ја спомнав обезноста, која што во тој процес на интензивно лекување е ризик фактор и практично сме биле сведоци у многу други сценарија во процесот на интензивно лекување, дека е тоа нешто што може сериозно да го комплицира текот на болеста, меѓутоа клиничката манифестација, според кажувањата на лекарите, дежурните
лекари е практично најтешката форма на манифестација на болеста според тоа како се манифестирала влошувањето, кои знаци ги дал тоа што го спомнав претходно. Во однос на новите случаи кај нас, прво сакам да кажам дека е добро што имаме линарно зголемување, значи немаме експоненцијално, и тоа го коментиравме неколку пати до сега, заради тоа што такво зголемување е нешто што нашиот здравствен систем, не само нашиот, туку секој здравствен систем може да амортизира, да прими пациенти, соодветно да се третираат. Експоненцијален раст е нешто што многу други поразвиени здравствени системи од нашите не може да го амортизираат, и тоа се виде во примери на повеќе земји во светот. Ние во последните неколку денови забележуваме зарамнување на кривата, но ништо не би кажал за сега, не би го коментирал тоа, освен што сакам да кажам дека сме внимателни оптимисти. Тоа значи дека продолжуваме со истиот начин на пристап кон пациентите, на примерните контакти, идентификување на кластерите. Продолжуваме и понатаму со овие мерки на ограничување на движењето, заради тоа што овој начин идентификација на луѓе со симптоми и така да бидат тестирани, тоа да биде индикацијата за тестирањето, понатаму идентификување на нивните примерни контакти со задолжителна самоизолација и повторно тестирање доколку имаат симптоми е нешто за што нашите епидемиолози во рамките на стручната работа на Комисијата за заразни болести имаат консензус. Ние сме спремни и веќе се прават помеѓу 200 и 300 тестови на ден во Институтот за јавно здравје, после утрешната последна посета на уште една од приватните институции, ќе го видиме дополнителниот капацитет со кој што државата може да располага и да прави тестови повторно согласно строгата индикација од епидемиолозите. Од овие два пункта кои што ги спомнав, од утре за прв пат е веќе во функција ставена лабораторијата на ветеринарниот институт, каде што ќе се прават дополнителни 30 тестови на ден. Продолжуваме со следниве прашања. Канал 5, повелете. Добар ден, доколку се слушаме. Министра, најпрво би прашала како досега реагираат пациентите на комбинацијата за лекување што претходно ни ја најавивте од Сумамет и лекот за маларија, дали има позитивен ефект, и исто така во услови кога се зголемува бројот на заболени во Прилеп, има прашање како е можно во Прилепската болница само 2 пати неделно да се работи на стерилизација. Секоја јавно здравствена институција има добиено наредба практично да, освен тоа што треба да воспостави патека за движење на пациентите, и задолжително да се прави и чистењето. Значи, сметам дека тоа не би требало да е никаде проблем, ниту пак во Прилепската болница, но еве да исконтактираме после овој пресконференцијата и да видиме дали може би има некој конкретен проблем, заради тоа што многу работи вака се наметнуваат и во секојдневието, па излегува потреба да се изменаџираат. Во координацијата на оделенијата целосно е вклучен како официјално назначен како координатор професор од инфективната клиника во Скопје. Тој ја заврши посетата во повеќе инфективни оделенија, денеска е во Охрид, со цел да се искоординира комуникацијата помеѓу инфектолозите во однос на менаџирањето и препраќањето на пациентите. Во таа смисла и по потреба стручна консултација со негово било кое време и нормално соодветна комуникација и со матичните лекари во однос на закажувањето, индикациите за закажување, заради тоа што се тоа индикации кои што се прифатени и иницијално представени од меѓународните здравствени институции и организации. Продолжуваме со следни прашања. Алфа телевизија, повеле. Министре, кај 2 од 6 смртни случаи до сега не се не знаеше дека се заразени со коронавирусот пред да починат.
дали можеби тоа покажува дека е време за помасно тестирање на целото население во Македонија и дали ќе биде затворена клиниката Плодност, пријатна клиника Плодност во Битола, каде што има заразен доктор и дали се знае кои се пациентите кои комуницирале со него и дали се тестирани. Не постои тест кој што е 100% сензитивен. Сакам да кажам дека и тој случај кој што беше во Куманово практично имаше тест кој што е негативен, за жал во таа група кој што е процент исклучително мал, но ете се случаи публикувани се во светот дека немаат 100% сензитивност. Битно е да добро функционира системот кој што го поставија епидемиолозите. Во таа смисла масовно тестирање, значи масовно тестирање во однос на строга индикација епидемиолошка ние правиме од почетокот. Масовно тестирање во смисла на тестирање на популација здрава која што нема симптоми, во овој момент епидемиолозите смета дека не треба да се прави, заради тоа што прво може да даде несоодветни резултати, заради тоа што дел од тие тестови па се уште помалку сензитивни, значи може да даде лажни резултати, лажна слика и да ги олабави на некој начин луѓето кои што ќе добијат таков по можности лажен резултат и да не се почитуваат мерките. Во сите студии, во сите мерки од сите земји во светот единствената заедничка работа е социјалната дистанција. Тоа е тоа што ние го препорачуваме и сега строго се контролира преку полицискиот час, овој уште подолг полициски час за време на викендот, ограничување на движењето на ризичните групи, оделувањето на постарите од младите во текот на денот. Искрено се надевам ова и понатаму ќе дава овој добри резултати. Во однос на болницата во Битола, таа ќе биде затворена според комуникацијата со нив во следните 14 дена. Сите ќе бидат пратени у домашна само изолација, па после 14 дена ќе се прави нова евалуација. Продолжуваме со прашање. Колешката Точи Нова ТВ повели. Благодарам. Добар ден и од мене. Во врска со починатиот пациент, можеби јас не слушнав, не знам дали кај него била почната терапијата или можеби немало време за такво нешто. Ве молам тоа да го кажете и во однос на заводот во Козле, кој што во моментот не подсети на нешто друго. Во државата постојат слепи лица кои што работат како физиотерапевти, а се врзани за трети лица, односно за асистенти, за втори лица. Дали овие лица, случајот во Козле ни покажа дека и такви лица имале контакт со заболени од тетово. Дали овие лица мора да одат на работа и да ги извршуваат работните обврски, бидејќи тие не можат да работат со ракавици, еве ја давам при масажата. Значи, дали постои некаква стратегија, тоа не се малку луѓе, а се изложени на директен контакт и тешко се снаоѓаат во новонастанатата ситуација. И уште едно прашање, тоа се однесува на лекарите кои се разбира во прва линија на фронтот, но и се тенка мишка, тенка алка, се заразуваат, но и ја пренесуваат болеста. Дали сметате дека системот потврли во однос на заштитата на лекарите, во однос и на советите и на препораките што однос на нивната заштита кај нас? Бидејќи гледаме во свет како строго се облечени и униформирани, какви униформи имаат. Благодарам. Не, напротив, не мислам дека потврли, мислам дека здравствените работници се покажа дека се на висина на задачата, како и многу пати досега, дури и над тоа ниво, со оглед на интензитетот со кој што се работи, исклучително високиот степен на посветеност, пожртвуваност со кој што работат оваа работа, посебно луѓето на инфективната клиника во Скопје, епидемиолозите од центрите, Институтот за јавно здравје, лабораторијата за молекуларна диагностика, кога зборуваме, и тоа го коментирав и во текот на вчерашниот ден, дека добар дел од заразените здравствени работници практично не се заразени за време на работа со пациентите, туку од контакти, несвесни дека имаат контакти со заболени лица во нивното секојдневно опкружување. Ние немаме ниту еден заразен
од медицинскиот персонал на инфективната клиника кај што се лекуваат сите пациенти, што значи дека сосем коректно, професионално ја вршат работата и се соодветно заштитени со опрема со која што располагавме и во огромни сосем доволни количини како резерва, дури и пред да почне овој проблем со пандемијата. Слепите лица може да бидат ослободени, секако дека ќе има реструктурирање сега на работата на заводот во Козле, посебно со тоа што нив им е потребна придружба и во однос на терапевскиот овој протокол може да разговараме покасно заради тоа што тој случај се случи сега пред неколку часа, па овој можеме да направиме увид во протоколот. Слободна Европа, Марија Повеле. Министре, јас имам прашање околу тестовите. Значи, колку тестови од појавата на коронавирусот во земјава на државно ниво се спроведени, а колку на приватно ниво? И рековте дека капацитетите ни се околу 200 до 300 тестови на ден. Но колку тестови дневно на државно ниво може да се одработат, односно да добиеме резултати? Бројката што спомнав од 200 до 300 тестови е во рамки на Институтот за јавно здравје, сега дополнителни 30 во Институтот на ветеринарниот институт. Вкупно до сега близу 1800, заедно со приватните близу 2700. Заклучно со оваа анализа ја правивме у текот на вчерашниот ден. Но ќе повторам, не можеме и уште една работа, дека согласно одлуката на стручната комисија ќе се ангажираат и другите капацитети у другите приватни институции. Но сакам да кажам дека не може да гледаме само бројката. Значи многу е битен пристапот кон пациентите, односно ризичните групи. Бројката како бројка ништо не ни значи ако не се земе предвид кој точно е индициран тест, во кој период е направен, како е направена контролата. Значи, ние сето тоа го земаме во предвид. Затоа стручниот став е, веќе повторам, на пациенти кои што имаат симптоми, понатаму целосно пратење на нивните први контакти, 14 дена, доколку било кој развие симптом, тестирање. После одреден период, согласно типот на терапија кој што се зема, 2 контролни теста за утврдување на негативен резултат. Продолжуваме со прашања. Елида, портал МК. Урна Елида. Емдерит, министре, кога сме кај тестовите, од каде се купени, нарачани нашите тестови? Дали се тие од Кина? Имаме случај во Шпанија, во Холандија, во Турција, можеби и неколку други земји кои ги отфрлија тестовите затоа што биле само 30% сензитивни. Дали ние имаме такви тестови? Дали сте провериле? Исто така, друго прашање ми е за тетово. Колку нови лица има денес инфицирани од тетово, ако ги има, и дали се тие сите поврзани со случајот со пациентот во Козле? Дали се тестирани лицата од вработените во итната помош кои го превезуваа пациентот од тетово? Фала. Да, кај сите луѓе во контакт со пациентот е направена епидемиолошка анализа. Точниот број на тестови позитивни ќе го објавиме сега во соопштението или може да ви го испратиме конкретно во врска со тетово, како и целокупната состојба на луѓе на кои што име овој даден одлука за самоизолација. Тестовите се германски според така наречен Шарите протокол одобрен од Светската здравствена организација. Продолжуваме. Слободен печат. Мирослава Повеле. Министре, околу починатото момче, од каде, кога е хоспитализиран и од кој кластер на пациенти е? И второ, околу студијата Solidarity Trial на Светската здравствена организација, од која најавивте дека и нашата земја ќе биде дел. Значи ли ова дека на нашите пациенти во Македонија со коронавирус ќе им се даваат различни терапии, пошто ќе биде утврдено која е најделотворна, за какви терапии станува збор, бидејќи се неколку? Да, благодарам. Значи, момчето е на
лекување од 23 март и е од Скопје. Во однос на контактите можеме да видиме точно што велат епидемиолошките анкети и листови. Во однос на клиничката студија, таа се прави врз основа на добри искуства на одредени групи на пациенти, веќе докажани во други центри за лекување, и врз основа на тие добри искуства, а дел од нив веќе влезени и во препораките на тие земји дека треба да се користи таа терапија за оваа состојба, ние тоа го направивме со онаа терапија со кинините и со сумамедот. Таа терапија е off-label, што значи дека не е иницијално предвидена за овој вирус, за оваа болест, и токму клиничка студија тоа го верификува врз основа на многу строги индикации и правила. Нашата предност е тоа што за дел од терапијата има лекови кои што се навистина ретки и кои што се произведуваат во многу мали квоти во светот. Тоа значи дека нашите пациенти ќе имаат предност што ќе имаат пристап до сите протоколи и дури тие најретки терапии до кои што инаку не би можеле да стигнеме до завршување на студиите, а да бидат третирани тие пациенти кои што ќе биде индицирани, и затоа има повеќе форми, повеќе протоколи на лекување со различни лекови согласно тоа дали се некои подобни или неподобни за одредена терапија. Продолжуваме. Владимир Повеле. Министре, болните од мултиплекс склероза кои живеат надвор од Скопје, лековите секој месец ги подигаат од државна болница. Дали има можност, поради оваа ситуација сега, тие да им се доставуваат до секој град во кој тие живеат, за да не бидат изложени на секојдневно патување, опасност од зараза, шетајки по болниците? Слична е ситуацијата и со пациентите со системски лупус кои примаат терапија со антималарици. Тие пак велат дека во аптеките во земја овие лекови ги нема, па затоа ги набавуваат од Грција. Со оваа ситуација сега не можат да патуваат таму, што тие да прават? И на кратко само одговорите ми дали во новите заразени има лица од Велес, и ако има, дали се во контакт со претходни заразени? Благодарам. За кратко време после пресконференцијата работеше утрово тимот во Институтот за јавно здравје на статистиката. Во однос на терапијата постојат две можности. Може да се подига на подолговременски период, и тоа може да го разговараме со сите клиники кај што пациентите подигаат терапија. Мислам дека тоа е добар систем кој што тие би се снабделе за 2 или за 3 месеци. Во однос на тие лекови кои што практично тука ги немало заради некои административни потешкотии, се заврши таа постапка за оној лек за децата, за паминдронат, така да доколку има таков овој процес, ние ќе го забрзаме со цел да им биде таа терапија до сега не на располагање во нашата земја, да им се даде на пациентите. И последно прашање, Александар Повеле. Министре, со оглед дека бројката на заболени од COVID-19 од Прилеп од ден на ден се зголемува, јас би ве прашал дали болницата од Прилеп, односно инфективното одделение, е подготвено за лекување на заболени од коронавирусот, или сите заболени ќе се испраќаат во Скопје? И уште едно прашање, дали има респиратори во болниците во другите градови, или сите се во Скопје? Ви благодарам. Има респиратори во сите болници, меѓутоа ставот е дека пациентите кои што имаат тешка форма треба да се лекуваат на инфективната клиника, и затоа го надополнуваме овој капацитет за во однос на оваа мобилна болница. Што се однесува до инфективните одделенија, таму сметам во Прилепеве конкретно сметам дека целосно може да се вклучат, практично се вклучени со информации кои што ги има во што се однесува на регрутирање на пациентите, проценка на нивната клиничка слика, пратење на пациентите во домашни услови, доколку е потребна триажа прием во болница или по индикација праќање на клиниката во Скопје. Почитувани, тоа беше и последно прашање од колегиве преку онлайн алатката. Неколку прашања, министр, што ни стигна по мејл и неодговорено едно прашање, кај колку пациенти е започната терапијата со Сумамед и лек против маларија
и дали има позитивни реакции на таа терапија? Може ли во овој момент да се каже дека оваа терапија е успешна? Да, тоа овој го пропуштивме. Се извинувам кај сите, како апсолутна бројка може да кажеме и писмено после завршувањето на пресконференцијата, кај сите кај кои што е индицирана согласно овој проверките на функцијата на срцето веќе е дадена на клиниката, а еве од неделава и кај сите кои што се во домашно лекување. А во однос на успешноста, мислам дека е рано, треба да поминат уште неколку денови, значи се очекуваат првите резултати после 5 до 7 дена од почеток на терапијата. Продолжуваме. Дали вториот заболен од COVID-19 од тетова е судија во Врховен суд, кој на 16 март давал заклетва пред членовите на судскиот совет, заедно со уште неколку други судии. Потоа неколку дена одел на работа во Врховен суд. Ке има активности службата за епидемиологија, Центарот за јавно здравје во Скопје, согласно податоците, согласно информациите, меѓу другите и во овие институции, сега почнувајќи практично од почетокот на следната недела. Дали лицата кои се тестираат во приватните болници се ставени во системот на мониторинг на нивното движење? Дали се контролира, дали после добивањето на резултатите ја почитуваат мерката на самоизолација? Апсолутно сите кои што се диагностицирани се во контакт со центрите за јавно здравје и им се дадени препораки доколку се диагностицирани и е индицирано болничко лекување, тие се лекуваат, доколку не се во системот на пратење преку матичните лекари, односно инфектолозите. Следно прашање, како може да се користи правото на еден од родителите за чување дете под 10 години ако се работи за бебе од 6 месеци кој не оди во градинка, значи нема потврда од градинка за да го оствари тоа право? Па добро, тука има и ми се чини породилно отсуство или меѓутоа такви информации, мислам дека прецизно може да се добијат во Министерството за труд и социјална политика. И последно прашање, дали меѓу ново диагностицираните пациенти од Скопје има бебе старо 5 до 6 недели, кој вчера било донесено на детската клиника. Според нашите сознанија, таткото бил во Италија. Ако позитивно, дали се испочитувани мерките за заштита кај вработените детска клиника? Според моите информации, последните диагностицирани, се извинувам, материјали земени кај деца, сите се негативни. Министре, ова беше и последно прашање. Почитувани граѓани, представници на медиумите, тука е и крајот на денешната редовна пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, овде беше последното прашање упатено до министерот за здравство Венко Филипче, со тоа што овде е крајот на денешната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче.